за редизајн на страницата, значи концептот кој што го смислив за Tudor платформата, ова е неговото лого и кога ќе се кликне тука се оди во homepage. Кој што може да се види во homepage и во останатите страници имаме опчиња кои што ја преведуваат страницата на македонски, значи тоа е оригиналниот јазик, на англиски јазик може да се преведи, шпански и на италијански. Ги зедов тие јазици како за пример. Ова е менито и кога ќе се оди во секој од нив имаме текст кој се покажува, значи кажува која е категоријата: авторски текстови, истражувања, обуки, дебата, мислење и контакт. Најдолу имаме текст животот е неискусен микроуниверзум, и тука има онај слоган кој што го смислив, значи како што софтверот се надградува за да е подобар, надгради се и ти. И затоа тука ова слика во суштина прикажува ДНК и бинарни кодови. Значи ДНК-та е човековиот систем, а ова е бинарниот систем, значи како што кажува, како се надградува софтверот, така се надградува човекот за да биде подобра верзија. Долу имаме некои текстови, значи може да се кликне на нив да се прикажи, и падолу исто авторски текстови, истражувања и обуки. Најдолу ги имаме социјалните медиуми за Facebook, за Instagram и за LinkedIn профилот. Океј, сега ќе одиме горе. Ќе влезам во авторски текстови. Овде, значи, кажува што се авторските текстови, дека се инспиративни текстови од наши автори. Е сега, замислата моја е тука да се прикажуваат текстовите, да имаме аудио верзија на текстот, ова не е аудио верзија на текстот, туку е некој аудио поставено само од манус, туку да се види дека функционира. И еве рил поврдан со живот. Вака е на големо ставено, треба подобро да се суреди и значи Животот е брод на кој ти си капетан. да Ти го избираш правецот и се соочуваш со брановите. Животот е музика чиј композитор си ти. Ти ја одредуваш Open Video in YouTube и можете да значи треба да се симни во суштина. Ова попче функционираше, но треба да се види зашто не е функционално. Океј. Долу, значи имаме прочитай повеќе, што е ова? Поќамани име на прочитай повеќе. Подава целиот текст. Кога ќе прицниме на скри текст, го има само почетниот текст. Секунда. Скри текст. Не сум го кликнал, еве само една реченица. Сега, под секој текст може да се додава и коментар. Еве, например, ќе ставам јас коментар, викам, напиши го твоето име. Ајде, Дејан, и ќе речеме преубаво. Прати коментар и ќе излези тука. Одиме сега следна секција, тука се некои истражувања. Ова е само колку за визуелно да се прикажи што се мисли тука. Тука се мисли дека ќе имаме некоја анализа и да има некоја визуелност. Например, фотка или пак, не знам, например, некој рил и слично, обуки. Тука кажува дека луѓето треба да се развијат преку нашите обуки и семинари. И тука имаме категории, например, за екологија, онлайн обуки, што ќе ги следат студентите од дома, теренски обуки во природа, ќе се учи за екологија и друго, во училници и така натаму. И еве, например, на кратко видео што покажува што му вели Тодор на дечињата. Ѓубрето во канта, нука планетата ни сјае. Со Тодор секој за природата знае. Следиме
Одиме во следна категорија. Овде ќе бидат дебатите, например. Што најмногу ме недостасува за едно Nokia, кој ќе кликнеме таму, ќе биде погледај дебата, ова е како нацрт кој значи не е скроз функционалностите цели, ова е колку да се прикажи. Например, тука си пишиме што ми недостасува, например. За што не ми недостасува. Пример, ова не знам, се не ми текнува што не ми недостасува и, например, прати го твојот одговор и треба да стигне. Следно, имаме мислења, значи, на кои мислења и како што рековме, тука ќе може да се постави името, мејлот, насловот, да се прикаже мислењето и тоа да се прати. Контакт. Тука имаме контакт форма, значи, дека нашата фирма е To-Do Team, односно платформа, телефонот, мејлот го има, пишете ни преку формата и тука се пополнува самата форма и да се пушти порака. Значи, ова е мојата замисла како би требало да функционира сајтот на оваа платформа. Значи, не е само за на мобилен телефон, тоа е на компјутер, туку е и респонс за на мобилен телефон. Тоа е презентацијата за оваа страница.